Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за правда господинот Блирин Беџити. Господине Беџити, какви ефекти очекувате од измените во кривичниот закон и какви слабости детектиравте досега во претходниот? Па и кривичниот законник по барање на многу институции кои предлагат да се разгледат нивните барања, одделот на усогласување со ЗКП, кој е клучен закон и се предвидуваат, односно се прецизираат многу кривични дела кои имале потреба да бидат прецизирани во нашето законодавство. Не се работи за слабости, туку за дополнувања. Има дел од препораките и од Советот на Европа кои ги вметнуваме, бидејќи наша главна цел и заложба е усогласување на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. Во последниот извештај од Европската комисија, владењето на правото е оценето како најслаба алка во функционирањето на државава. Дали со реформите кои што досега се спроведени очекувате дека можеби оценката ќе се смени во следниот извештај? Очекувам и во овој извештај, како и во претходните извештаи, да имаме позитивни процеси, позитивни оценки во делот на правосудството. Факт е дека и во изминатиот период, односно изминативе години, сме имале позитивни чекори во оваа насока и кои биле нотирани и од самата Европска комисија и убеден сум дека и во овој извештај ќе бидат нотирани позитивните чекори на нашата држава кон овој реформски пристап кој не е мал, него е суштински и затоа очекувам да бидат нотирани. А што е со негативните забелешки? Укажувања веројатно ќе имаме и ќе постапиме како што веќе сме постапиле и во претходните извештаи кога сме ги имале укажувањата. Според податоците на невладината коалиција за правично судење, во 8 од 10 случаи се одредува мерка притвор. Тој вообичаено трае 100 месеци. Која е причината за ваквата се почеста појава? Статистиките го покажуваат обратното. Од ова што вие го поставувате како прашање, реферирајќи се на некое здружение, процентуално имаше веќе неколку пати изјаснето и од страна на надлежните институции, односно и на носителите на тие институции, но се разбира дека извештаите доаѓаат и до Министерството за правда и процентуално ако се движи околу 5% на давање на мерка притвор, нема никаква аргументација дека може да се каже дека е пречеста мерката притвор. Ние внимателно ја следиме примената на законите како Министерство за правда и во континуитет и се разбира дека ги следиме и стручната јавност и медиумската јавност и така натаму кои се нивните коментари, но сепак законите се на маса и треба да се почитуваат. Значи, верите дека во 5% од случаите се одредува мерка притвор? Такви се статистиките. На Министерството? Да. Стручната јавност честопати обвинува дека судиите селективно ја делат правдата. Како вие го коментирате тоа? Не. Не, и аргументите се дека ние работиме интензивно, дури и во високиот диалог што се води од страна на Република Македонија и Европската комисија, имавме дел од обврските да ги следиме и приливот на предметите, бидејќи тоа е работа на судските власти, не е на владата, нити на Министерството за правда, но ние ги следиме законите во делот на спроведување и имаме голема ефикасност и во тој сегмент, особено во претходниот период кога имавме измени и дополнувања на некои законски решенја кои овозможија растеретување на судовите од многу голема бројка од предмети кои се веќе во надлежност на нотарите, извршителите и така натаму. Сега и особено и со примената на законот за парнична постапка, веќе имаме
доста голема ефикасност и внимателно се работи преку предлагање на законите, таа ефикасност дури да се зголеми и да има што пократки, поекономични спорови и граѓаните да бидат, не само граѓаните, туку и правните лица да бидат што позадоволни од кратките постапки. Пред судовите сите граѓани се во еднаква положба и не може да бидат привилегирани нити министри, нити други носители на функции, туку бидејќи се суди согласно законите. И не може да има селективен пристап. Долгиот притвор за Кежаровски, како и целиот случај ликвидација од новинарската афела, а и воедно и од сите чинители во правниот систем, се доживува како притисок. Како тоа го коментирате? Па веќе се изјаснив за оваа проблематика. Во случајот Кежаровски не се работи за слобода на мисла, на говор и така натаму, туку се работи за конкретен случај, кој исто така е чувствителен. Се надевам дека сите ќе се согласиме дека е чувствителен и никој во држава не треба спротивно од законите да пристапи кон нити функционер, носител на јавна функција, нити новинар, нити писател и така натаму, спротивно од законите. Да беше за слобода на мисла, говор и така натаму, тоа ќе беше сосема поинаку, но имајќи предвид дека пред известно време ние пристапивме кон декриминализацијата, нема потреба од дебатирање, че немаше потреба од дебатирање. Сите знаеме дека се работи за сосема друг случај, доста чувствителен, кај што се обвинети повеќе лица. Но за случајот на Кежаровски пристигна и доста реакции од меѓународната заедница, пристигна реакции и од ОПСЕ и барање на тој истиот да се брани од слобода. Од друга страна, пак дел од адвокатите тврдат дека во овој случај му се суди на судството, а не на обвинетите. Како тоа го коментирате? Па ако сосема имате право, ако почнеме една таква солидаризација, новинарите за новинарите, судиите за судијата, адвокатите за адвокатот и така натаму, што треба да направиме? Да праќаме една порака за рушење на правниот поредок на државата? Затоа сметаме дека само во судска постапка, разгледувајќи се сите факти, доказната постапка и така натаму, правото треба да биде задоволена преку законска правна постапка. Дали постои политичко влијание врз судството? Па, од една таква наметната дебата, веќе општо познато е дека улогата на министерот за правда во судскиот совет е минимизирана со самиот факт дека е без право на глас, во советот на обвинители веќе не е нити член и мислам дека не е исполитизирана и тврдам дека не е исполитизирана, бидејќи нема место во судството за политиката, туку за законите. Како тогаш го коментирате фактот што ваш колега од коалицијата, министерот за здравство, се најде во извештајот на Freedom House поради тоа што вршел притисок врз судството за донесување на определена одлука? Секој граѓанин кој има предмет во судска постапка има правни инструменти за да се жали и да бара одговор за конкретен предмет. И тоа се постапува кон тоа. Неслучајно ние како Министерство за правда и судскиот совет и претседателите на судовите и така натаму добиват представки, поплаки од самите граѓани кои и добиват соодветен одговор согласно законските решенија. Но не го искоментиравте фактот што министерот се најде во извештај на меѓународна организација дека извршил притисок врз судии. Не ја гледам спрегата за да може да врши притисок. Што значи сметате дека не е извршил притисок и дека тој извештај не е точен? Не ја гледам спрегата дека министерот за здравство може да врши притисок врз судството. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.